Задача 2. Бен имал $15. Откако платил за 3 карти и неколку марки, нему му останале $3. Секоја карта чинела по $2 и секоја марка чинела по $1. Предели го бројот на марки што тој го купил. За оваа задача ќе го искористам повторно графичкиот модел на представување за да дојдеме до решението. За таа цел земам дека Бен имал $15. За тие $15 тој купил, според текот на задачата, 3 карти и неколку марки. И на крајот му останале $3. Ако со големиот правоаголник ни е представена целата сума на пари што ја имал на почетокот Бен, но откако купил 3 карти и неколку марки, него му останале $3. Значи, оваа сума на крајот се $3 кои му останале. Значи, тој потрошил -3 или $12. $12 потрошил на 3 карти, ова е едната карта, другата карта, третата карта и на неколку марки. Бидејќи тоа се неколку марки, ние овдека ќе ги представиме како скинат дел, да видиме, бидејќи не знаеме колку се тоа. Бидејќи секоја карта чинела $2, секој дел што ни ги представува картите го представиме со по $2 или пак, ако го нацртаме уште еднаш истиот дел, биде попрегледно, цртаме делот од $12 што му останаа и ако представиме трите карти што ги купил, ова е делот за карти, веќе купил 3 карти, секоја карта по $2, тој потрошил $6. $6 потрошил на карти. Но бидејќи прикупил уште неколку марки, ова е делот за марки. Бидејќи прикупил неколку марки, да видиме колку пари му останале за да прикупи неколку марки. 12 минус 6 потрошил, значи ова е 12 беше сумата што ја потрошил. $6 се парите дадени за 3 карти. Значи нему му останале $6 за да купи марки. Но бидејќи секоја марка чинела по $1, значи дека имаме $6 за 6 марки. Значи секоја марка биде точно $1 и ќе потроши, ќе купи 6 марки
Затоа што секоја марка чини по $1. Да го провериме решението на задачата. Бен на почетокот имал $15, откако купил карти и марки, што беше неколку, че не знаеме колку се, бидејќи знаеме дека 3 му останале долари, значи тој имал $12 да ги потроши, односно ги потрошил. Потрошил $12, делот што го потрошил го прикажавме, го одвоивме геометриски долу. Знаеме бидејќи купил 3 карти, секоја карта чинела по $2, значи тој потрошил $6 на карта. А веќе потрошил вкупно 12, значи 6 ни останаа за купи марки. Но бидејќи секоја марка чинела по $1, значи тој морал да има купено 6 марки. Значи, одговорот на задачата, Бен купил 6